Мојот колега Бранислав Стојановски разговараше со Марко Јовески, председател на Центарот за истражување и развој на општеството Визија. Да го проследиме разговорот. Почитувани гледачи на утринската програма на телевизија Мега Деница, добро утро. Денес во Кичево разговарам со председателот на Центарот за истражување и развој на општеството Визио од Кичево, господинот Марко Јовески. Господине Јовески, добро утро и благодарност што одвоивте време да бидете наш гостин во утринската програма. Добро утро и навистина ви благодарам за оваа можност да ги прикажеме нашите идеи, активности на кои работиме подолг веќе извесен период. Така. Рековме дека вие сте председател на оваа невладина организација, па еве на почетокот да ги запознаеме нашите гледачи што всушност работи вашата невладина организација, кога е формирана, кој е тимот што работи заедно со тебе и целта што еве сте формирале токму една ваква невладина организација. Да. Накратко, Визио е формирана кон крајот на 2014 година. Визио е една мултикултурна организација која работи на полето на младинскиот активизам, на полето на неформално образование, исто така работиме на полето на заекнување на волонтерскиот дух и капацитет кај младите граѓани во Кичево. Така. Кој е тимот? Значи што Тимот е составен претежно од млади луѓе, бидејќи јас како председател сум млад, од помладата генерација, да. Тимот е составен од студенти претежно и се занимаваме со некои активности кои во принцип ги допираат таа структура на луѓе, односно студентите и младите. Така да, за младински прашања најдобро е да вие работите од млади за млади по тој принцип. Тоа е секогаш успешен принцип и највеќе прифатен од младите. Така. Господин Јовески, кажавте дека вашата невладина организација Визио е формирана кон крајот на 2014 година, тоа му доаѓа веќе работа од скоро година и пол. Може ли еве да ги запознаеме нашите гледачи или да ги информираме што досега вие како невладина организација, односно кои проекти ги имате реализирано и што се имате направено во однос на вашата цел, рековте, за тој младински активизам? Да. Во почетокот на 2015, веднаш по нашето формирање, ние нели како мултикултурна организација веднаш се насочивме да организираме, да се активираме во таа област, во таа насока, да ги подобриме меѓуетничките односи во градот, бидејќи сметаме генерално дека не се баш добри односите, меѓуетничките односи во градот и да почнеме да работиме на нивно подобрување преку конкретни активности. Во 2015 година, во јуни, одржавме на јавна дебата во Домот на културата во Кичево. На таа јавна дебата поканивме гости од политиката, аналитичари, гости од граѓанскиот сектор, како говорници на таа дебата беа господинот Стево Пендаровски, господинот Алберт Муслиу, кој е политички аналитичар, и господинот Срđan Амет, кој е граѓански активист. Имавме плодна дебата, беа поставувани разни прашања од граѓаните, се интересираа луѓето и јас мислам дека од таа дебата ние постигнавме еден добар ефект, барем тие луѓе што беа присутни кога излегоа од Домот на културата, меѓуетничките предрасуди и стереотипи ги заменија со меѓуетничка почит и толеранција. Во однос на мултикултурализмот како наша една примарна дејност во која функционираме и за која се залагаме, се со таа цел ние влеговме во една национална платформа за мултикултурализам. Таа платформа е на национално ниво, но ја има во сите градови преку организации членки. Преку таа платформа нашите членови имаат можност да учествуваат на голем број на обуки кои се организирани од таа платформа и се со цел нели ова меѓуетничките предрасуди и стереотипи ние да ги замениме со некој си добар мултиетнички концепт кој ќе се практикува во општеството.
Така да преку оваа платформа за мултикултурализам ние успеавме да голем број на млади ги обучиме барем во некои сегменти да шират позитивна енергија, да шират позитивни вредности и да работат на подобрување на меѓуетничките односи во Кичево. Така. Во вашата работа сигурно дека имате можност и веројатно и потреба да соработувате и со други организации, дали се од невладиниот сектор или од општината или од самата државна власт. Со кого еве досега имате остварено соработка? Да, имаме остварено соработка со прилично голем број на здруженија на граѓани. Исто така имаме остварено соработка и со локалната самоуправа во Кичево. Ние изминатата година подпишавме меморандум за соработка со општината Кичево, значи Центарот за истражување и развој на општеството Визио и општината. Преку тој меморандум се обврзаа да работат на унапредување на меѓуетничките односи, како една примарна цел на меморандумот, и се обврзавме во другите делови од меморандумот да се насочиме на соработка за подобрување на екоситуацијата, состојбата во општината и во областа на заштита на животните. Така да тука би се насочил повеќе кон тоа што произлегува од меморандумот. Од меморандумот произлегува едно храбрување за нас како Сдружение на граѓани да работиме на оваа тема, односно да потикнеме што повеќе млади да се вклучат во еко областа, да придонесат за подобрување на екосвеста во Кичево. Ние впрочем имавме на крајот на изминатата година една акција, на волонтерска акција со која што вклучивме голем број на млади да собираат пластични шишиња. Потоа тие пластични шишиња кои достигнаа негде на број 1500 ги ставивме, односно нив изградивме една еко куќичка која е прва во Кичево и во Македонија, мислам, од тој тип. Така да покажавме преку активирање на голем број на млади, преку едно големо рециклирање на пластика, покажавме што треба да се прави со отпадот и како младите треба да размислуваат во насока на подигнување на екосвеста. Мислам дека ние не направивме светско чудо, но мислам дека направивме еден добар начин за да ја подигнеме, најдовме добар начин за да ја подигнеме екосвеста особено кај младите луѓе. Така. Господин Јовески, пред крајот на нашиот разговор би ве запрашал и за оние активности кои што во моментов ги работите, кои се, значи, вашите активности моментални и секако она што би го работеле во иднина во нареднава година. Да. Тоа што е најново кај Визио е нашето учество, односно приклучување кон граѓанската акција Заслужуваме подобро. Тоа е акција која се спроведува на ниво на цела Македонија и од предизвесен период и во Кичево. Се работи за акција која спроведуваат голем број на граѓански организации, преку која ние секојдневно ги нотираме проблемите на граѓаните, секојдневно разговараме со граѓаните, им доставуваме одредени материјали, им ги прашуваме кои проблеми ги засегаат во секојдневнието. Ние како и тие проблеми, ние ги ставаме, ги запишуваме, ги третираме како битни во општеството и им даваме можност на граѓаните да бидат погласни за своите проблеми, односно преку нас како Сдруженија на граѓани да може да ги актуализираат проблемите, да може да побараат нивно решавање од институциите и тука ја нудиме ние нашата помош, бидејќи ние сме Сдруженија на граѓани, ние не може директно да им ги решиме проблемите, но затоа може да ги ставиме во јавност, да ги извадиме во јавност проблемите и да се потрудиме заедно со граѓаните да бидеме што погласни, за да може тие да почнат да се решаваат. Господин Јовески, ви благодарам што бевте наш денешен гостин и ви посакувам успех во вашата понатамошна работа. Ви благодарам за ова интервју. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со господинот Марко Јовески од Центарот за истражување и развој на општеството Визио од Кичево.